Ова е документарен запис за исчезнатото и оттуѓено културно-историско богатство на Македонија, кое денес ги краси витрините на светските музејски центри. Ова е документарен филм за највредните галеничиња на Македонија, оттргнати од незините пазови. Ова е нивното досие. Трагајќи по отуѓеното културно-историско богатство што е однесено од територијата на Македонија и за секогаш оттуѓено од нас, патот не води кон еден од најголемите и најпознати светски музејски центри, Британскиот музеј во Лондон. Овој музеј е формиран во 1753 година со одлука на британскиот парламент, кога сер Ханс Слоун и ги отстапил на државата собствената збирка уметнички предмети, библиотеката и природонаучната збирка. Набргу по оваа година музеот нагло се збогатил со подарени експонати од граѓаните на оваа држава. Потоа наследства подарени на музеот како и откупи со средства што ги одвојувал парламентот. Првата збирка на музеот за прв пат била достапна за јавноста неколку години подоцна, односно во 1759 година, а била сместена во куќата на богатиот граѓанин Монтеги, кој ја отстапил својата куќа за доброто на музеот. Така оваа некогашна семејна, меѓутоа со својата големина, импозантна градба, неколку пати била доградувана, преградувана и адаптирана додека не го добила денешниот изглед на градба во класицистички стил. Главниот влез на музејската зграда денес ја красат познатите столбови, колонади и тимпанон, пренесени од античкиот Партенон од Грција. Речиси нема стара култура од сите меридијани на светот што овде не е застапена, почнувајќи од египетската и асирската до ацтешката и културата на маите. Сепак најзастапена е културата од Египет и од Стара Грција. Сушност и музејската збирка во текот на 19 век наеднаш се зголемила со египетски и со антички експонати, набавени преку систематските археолошки ископувања од страна на британските стручњаци по Блискиот Исток и нивните колонии. Затоа и најзначајни експонати овде се токму оние кои ја представуваат египетската и асирската култура. Дел од овие експонати се толку големи, монументални, што човек не се восхитува само од нивната големина и убавина, туку и од помислата како овие джиновски експонати успешно се пренесени овде. Невозможно е со нашата камера да ги регистрираме сите убавини што ги поседува овој музеј. Невозможно е исто така да се опише чувството што го обзема секој човек кога ќе застане на една точка од земјината топка, од која како во сон ги гледа културите на исчезнатите цивилизации, на нивните потомци, на народите од целиот свет. Пред големината и вредноста на богатството што го чува овој музеј, човек лесно може да остане без див. Затоа ова чувство тешко може да се опише. Треба да се доживее.
Ја користиме можноста да кажеме дека бевме збунети од гостопримството што ни го укажа овој музеј. И уште повеќе од довербата спрема нашата тричлена екипа. Зашто во депото на музеот, каде што снимивме дел од македонските експонати, меѓу непроценливото богатство во кое се наоѓаат дела големи колку копче, па до монументално изработени дела, нашата екипа беше речиси сама, во присуство само на еден нивни службеник кој од време на време се појавуваше да не праша за евентуална помош од нивна страна. Во годините 1958-59 нашиот истражувач и научник доктор Христо Андонов Полјански, истражувајќи низ архивската градба на Националниот архив и Британскиот музеј во Лондон, наишол на мощни интересни податоци во врска со македонските културни вредности, што биле изнесувани надвор од границите на Македонија уште во времето на Отоманската империја. А знаеме, тоа е време кога султанот им издавал дури специјални дозволи на некои конзули во Македонија, кои биле заинтересирани да го изнесат она културно-историско богатство кој ќе им се допаднело. Така, во научниот труд на доктор Полјански, издаден по повод овие истражувања, а под наслов "Прилози за археолошките знаменитости во Македонија", најдуваме на мощни интересни извештаи од годините меѓу 1842 до 1878 година, што ги поднесувале британските конзули за пронајдените археолошки знаменитости на територијата на Македонија. Во овие документи се споменуваат и саркофагот на Попиус Цимбрус, бронзената статуетка на Херакле, која денес се наоѓа во археолошкиот музеј во Истанбул, како и двете надгробни плочи со надписи пронајдени во селото Чепигово, Битолско. За време на нашата посета на Британскиот музеј, не успеавме да дознаеме нешто повеќе за овие предмети за кои зборува доктор Полјански, но со нашата камера ги забележавме следниве експонати на чии легенди стоеше името Македонија. Ова се две надгробни плочи, изработени во бел мермер, и на нив се представени две брачни двојки. На првата плоча се чита дека надгробниот споменик го подига мажот во чест на својата покојна сопруга. На втората плоча пак стои дека споменикот го подига сопругата во чест на својот покоен маж. И двете плочи се значајни по тоа што се направени во 100-та година од новата ера, односно во римскиот период, а на музеот му ги подарил британскиот конзул во Солун. Може често споменуван археолошки експонат меѓу нашата научна јавност е портрет од бистата на Есхин, што се наоѓа во овој музеј. Есхин е атински оратор и политичар, а оваа негова биста изработена е во мермер. Целата височина на бистата е околу 100 см. Пронајдена е во локалитетот Хераклеја, Битолско. Инаку овој оратор бил обвинет за предаство во Сенатот за време на владењето на Филип Македонски од 348 и 346 пред нашата ера и губејќи го случајот бил прогонет на островите Ефес, Родос и Санос во периодот од 3 век пред нашата ера. Меѓутоа, изработката на оваа биста е од римскиот период, поточно првата половина на 2 век. Најверојатно е дека овој портрет и припаѓал на серијата портрети на познати грци направени во овој временски период. За оваа предпоставка зборува вдлабнатата буква К на десната страна од бистата, каде што стои името на Ескин. Оваа биста во музеов била донесена во 1839 година од страна на полковник Вилијам Лик, кој издал дури публикација за неа и за своите патувања низ, како што стои на надписите, Северна Грција, а мислејќи на Македонија. Според истражувањата и публикуваниот материјал на доктор Христо Андонов Полјански, заедно со оваа биста на Ескин во овој музеј бил донесен уште еден експонат од археолошкиот локалитет Хераклеја, Битолско. Меѓутоа, за жал, на тој експонат, набргу по неговото транспортирање во Лондон, му се губи трагата.
Во депото на грчката и римската античка уметност регистриравме, односно ни беа дадени за снимање како македонски експонати и две поголеми дрвени кутии, обележани како македонска бронза 1 и македонска бронза 2. На кутиите стојат обележани годините 1919, 1933. Ова секако укажува на временскиот период кога овие предмети се донесени во овој музеј. А познато е дека овој период меѓу двете светски војни е период кога се вршат и најголемите ископувања, истражувања и грабежи од археолошките локалитети низ Македонија. Во првата кутија македонска бронза хронолошки се поместени ситна пластика, односно предмети за секојдневна употреба, со кои се служеле нашите предци во периодот од 8 и раниот 7 век пред нашата ера. Во втората кутија, обележана како македонска бронза 2, нашата камера забележа минијатурни стомнички, најверојатно потребувани како ѓердани или приврзоци за околу врат. Потоа, тука се брошевите во најразлични форми, а кои секако представувале дел од женскиот накид. Забележавме и неколку примероци со цилиндрична форма, за кои не се знае точно зошто се употребувале. Па така стои само предпоставката дека служеле како затворачи за шишиња за вино. И експонатите од оваа втора кутија потекнуваат од истиот временски период, 8 и раниот 7 век пред нашата ера. Од депото на грчката и римската античка уметност се упатуваме во нумизматичкиот оддел на Британскиот музеј. Овде експонатите, односно старите монети, се чуваат под посебни услови, обезбедени од соодветни атмосферски услови. Ова значи дека ниту еден експонат, односно монета, не е достапна за снимање. Затоа и монетите кои се предмети на нашиот интерес, ги снимивме преку слайдови што се даваат на употреба на заинтересираните лица. А овде во ова депо се чува една од најинтересните монети во светската нумизматика, најдена во археолошкиот локалитет Стобика и Велес, а заедно уште со 18 други парчиња. На реверсот на оваа монета е представена божицата Нике, божица на победата, која подпирајќи се на едно копје е свртена во амфас. Од двете страни се наоѓаат две помали нимфи кои во раката држат по една урна од која излегува протечна вода. Тоа всушност е персонификација на реките Вардар и Црна, тогашни Аксиос и Еригон. На аверсот на монетата е представена бистата на римскиот император Гета, облечен во тога и гологлав. Бидејќи овој император живеел во вториот век од нашата ера, односно владеел од 208 до 212 година, и оваа монета датира од овој период. Бидејќи тогашниот град Стоби имал и своја ковачница за ковање монети во бронза, се претпоставува дека и оваа монета е кована во градот. Националната библиотека на Велика Британија, што се наоѓа во состав на Британскиот музеј, представува огромна ризница на средновековни ракописи, збирки на папируси, автографи и документи од кои дознаваме и за историјата на Македонија и за другите бивши југословенски републики. Овде, во незините трезори, се чува и едно мощно значајно средновековно книжевно дело од Македонија, под наслов Четворо Евангелие на митрополитот Јован од Серес од 1355 година. Евангелието содржи 659 листа, а од манастирот Свети Павел од Светагора во 1837 година го зел англичанецот Роберт Гурцан и го донесол во оваа библиотека. Ракописот е богато декориран со злато. На секоја 8 страница има потписи. Евангелието е напишано во чест на Јакоб, митрополитот Серес,
а на 292-та страница на ракописот е представена неговата фигура. Меѓу другото, Евангелието е посветено и на Свети Теодор, во чија црква е и напишано. Инаку ракописот е со српска редакција, што е можне чест случај во средновековните ракописи пишувани во манастирите во Македонија, а секако како последица на владењето на Српското царство и на овие наши простори во тој период. Овој можне значаен средновековен ракопис го водат како бугарски. Со регистрирањето на овој средновековен книжевен споменик во оваа стара европска метропола, ја завршуваме и посетата на Британскиот музеј. Во продолжение на оваа емисија од нашата серија посветена на македонското културно-историско наследство што денес ги краси витрините на туѓите музички центри и библиотечни трезори, ќе се задржиме уште во два европски града, во две светски метрополи – Париз и Минхен. Најнапред ќе го прикажеме снимениот материјал од Националната библиотека во Париз, каде што се чува македонскиот ракопис под наслов Добромирово Евангелие. Да споменеме само дека оваа библиотека е формирана уште во 1875 година и денес во неа се чуваат 135 старословенски ракописи и околу 5000 стари грчки ракописи. Ракописот Добромирово Евангелие потекнува од почетокот на 12 век и е напишан од поп Добромир од Западна Македонија. Овој ракопис представува најстаро словенско кирилско четворо евангелие. Носи белези на два периода – старословенскиот и црковно-словенскиот, и е пишувано од две раце. Првите 88 листови од Евангелието се изгубени, а представувале четива од Евангелието по Матеј. Потоа следувал Синајскиот дел, од кој недостига еден лист. Дел од овој ракопис се чува и во публичната библиотека во Ленинград, сегашен Сан Петербург, а еден дел во манастирот Света Екатерина на Синај. Меѓу книжните споменици од словенскиот период, кои во Националната библиотека во Париз го третираат и како македонски, се наоѓа уште еден ракопис пишуван во 14 век. Овој ракопис е редок примерок на глаголичните книжевни споменици, кои наедно представувале и учебници за изучување на глаголичното писмо. Во светот се познати три вакви ракописи, од кои вториот денес се чува во Националната библиотека во Прага. Овој ракопис е богат со илуминации, иницијали и неговиот текст содржи се она што му е потребно на еден свештеник да одржи богослужба пред своите верници. За овој значаен книжевен споменик, кој денес е собственост на Националната библиотека во Париз, еве што ќе каже господја Даница Леко, виш конзерватор, специјалист за средновековни книжевни споменици. Slovenski manuskript 11 iz Nacionalne biblioteke u Parizu je od specijalnog interesa i značaja jer je to jedan od... Словенскиот манускрипт 11 од Националната библиотека во Париз е од специјално и особено значење, бидејќи е еден од ретките манускрипти пишувани на глаголица.
misli se, on je na pergamentu, vrlo je verovatno da je pisan krajem. Dosega je poznat ušte jedan manuskript spišuvan na glagolica koji se naođa vo Praga. Pišuvan je na pergament, verojatno kon krajot na 13. i početokot na 14. vek, što znači deka glagolicata vo našite krajišta se zadržala 200 ili 300 godini po voveduvanje to na kirilicata koja na sitim je poznato vo našite krajišta je vovedena kon sredinata na 9. i početokot na 10. vek. Ne se znaje točno kada je pišuvan ovoj manuskript i kako patuval i došao vo Paris. Postojat različni pretpostavki, no glavno se misli deka od južnobalkanskata ili jugoslovenskata teritorija, bileki najmnogo spomenici od glagolicata se najdeni na našata teritorija. Interesantno bi bilo videti, ukoliko je moguće, Interesno bi bilo dokoliko je možno da se vidi ova pismo. Manuskriptot je pišuvan mnogo vnimatelno, ravnomerno, so crveni i so crni bukvi, so mastilo. Iluminacija u kojima čak ima i malo žute boje. Ima i malko iluminacija, so malko žolta boja. Golemite bukvi se naznačeni so crvena boja. Rubrikite isto taka se pišuvani so crveni bukvi. Od Националната библиотека во Париз, патот не води кон градската државна библиотека во Минхен. Овде во оваа библиотека се чува надалеку познатиот Минхенски псалтир, напишан во 14. век. Зборот псалтир, односно псалтерион, е грчки збор и означува музички инструмент. Песните што се пееле во придружба на овој инструмент се нарекувале псалми. Се верува дека текстот на овие песни го напишал еврејскиот цар Давид. Во псалтирот, како вид средновековен ракопис, се поместени 150 вакви песни псалми, а последната 151-та песна се нарекувала ненумерирана. Инаку текстот на овие псалми го величат и го опејуваат Севишниот Господ. Тоа што псалтирот имал широка религиозна употреба, тој, како книжевен израз, е преведен меѓу првите старословенски текстови од старогрчкиот јазик. Во Минхенскиот псалтир, кој е и цел на нашата посета во овој град, се забележуваат два стила во ракописот и два стила на илустрациите и илуминациите. Имено очигледно е дека сцените од Стариот Завет се работени од еден, а сцените од Новиот Завет од друг сликар-миниатурист. Сцените од Стариот Завет најчесто му се посветени на еврејскиот цар Давид, кој наедно е и текстописец на псалмите. Псалтирот е вистинска ликовна ризница на миниатурното сликарство. Така човек добива впечаток дека на дланка држи една цела раскошна и мајсторски живописана средновековна црквичка. На секоја страница од ракописот се наоѓа сцена од Стариот или Новиот Завет и речиси за секоја сцена. На маргините стојат записи со објаснување на сцената. Мајсторите на миниатурите од Новиот Завет се одликуваат со префинетост, како во колоритот, така и во познавањето на цртежот, кои речиси се доближуваат до сликарството на големите зографи Михајло и Еутихие, а кои живеат и работат низ македонските цркви во периодот кога е насликан и овој псалтир. Она што мошне ме изненади и ме одушеви, беше сличноста на некои од овие сцени од Христовиот живот
со оние што ги наоѓаме и низ нашите македонски средновековни цркви и манастири. Некои од нив се мощни ретки и се среќаваат речиси само на почвата на Македонија. Тоа се сцените Недремено око, односно представата на Христос како дете, која речиси е идентична со она од црквата Свети Никита Скопско. Како и сцената на Играорците, која исто така речиси е идентична со она од Лесновскиот манастир. И другите сцени од Новиот Завет, како влегувањето во Ерусалим, патот по Голготата, исмејувањето на Христос и други сцени, според стилот, односно цртежот и гамата, многу потсетуваат на фреско живописот од нашите цркви и манастири. Интересно за овој средновековен ракопис е тоа што и покрај фактот дека е напишан со српска редакција, дел од научната јавност го регистрира и како македонски ракопис. Ова секако не треба да зачудува, кога се знае дека низ македонските манастири и скриптарски центри, уште во раниот среден век, македонските монаси, освен за своите потреби, пишували и илустрирале и ракописи за други јужнословенски цркви и манастири, а кои всушност биле нарачки за нивните црковни потреби. Меѓутоа, ние ќе речеме: се едно дали ракописот е српски или македонски. Битно е што светската наука го има како редок и прекрасен примерок на културата и уметноста на сите јужнословенски народи. А за овие наши зборови доволно говорат снимките што ги забележа нашата камера. Со Минхенскиот псалтир ја завршуваме и оваа пета емисија од документарната серија посветена на македонското културно-историско наследство, што денес се наоѓа во другите музејски и библиотечни центри низ светот. Во нашата следна емисија ќе ви представиме некои поранешни источноевропски музејски центри во кои се чуваат македонски експонати.